пали дипломатски возила на Бугарија, на бугарската амбасада во Скопје сред бел ден, знаејќи дека тука се е под видеонадзор. И треба некоја будала да поверува дека тоа го нарачал Мицкоски или нашата влада, или дека е тоа директен, нели, атак на Бугарија, терористички акти, така натаму и така натаму. Дали сте бре вие нормални? Кој ќе поверува на таа работа? Дека некој нормален човек, политичар, државник, би нарачал таква работа сред бел ден? Да игра на мали голчиња. Да шутира на мали голчиња. Без голман. Од 10 сантиметри. Да се занимава со палење на дипломатски возила на Бугарија усред центар, сред бел ден, кај што се е под видеонадзор. Тоа само идиот може да поверува дека е тоа така. Пологично е дека е тоа операција лажно знаменце. Многу е пологично дека жртвата, во овој случај Бугарија, бугарската амбасада, пологично е дека сама си нарачала таква работа. Затоа што гледаме како се дочека овој вандалски чин, како се пречека во Бугарија. Цела Бугарија брои за тоа. Па сега ќе имаат, не знам, ноти дипломатски до Европски комисии, до вамо, до тамо, имаат па карти у раце да кажат дека македонците колку се примитивни, колку се вака, колку се онака, колку се лоши, колку говорат на омраза, преоѓа во некоја друга фаза, поекстремна. Мислам, дајте. И ниедна друга опција не се разгледа у Бугарија. Туку не, ова е директна поврзаност на владата со тој што ги запалил возилата. Па кој може у тоа да поверува? Може. Кога е пропаганда бугарска упрашање и нивната позиција што имаат у Европска унија, верувајте, на нив ќе им поверуваат. Тамо нема логика веќе. Во Европската унија све е интерес. Колку и да нивна членка за некоја работа не е управо, колку и да за некоја работа да е говно, они ќе кажат добро, сите знаеме зад затворени врати дека е говно, ама за јавност ќе кажеме дека тоа сепак наше говно. И не го даваме така лесно. И ќе му веруеме на тоа говно. И ќе го галиме, ќе го милуваме, ќе го сакаме, ќе го викаме гомце, нагалено. Ниедна друга опција не се. Дури не се разгледа опцијата дека можеби на тој што ги запалил возилата, дента не му дале бугарски пасош. Замислете. Може немал доволно да плати у моментот, може не знам што, не му дале бугарски. Па што се изнервил ги запали. Зборам како опции. Може човекот има други проблеми. Со подстанари у глава, со и тоа не се разгледува. Не. Владата директно умешана, терористички акт, дури некои кажуваат атентат. Кој е убиен? Атентат се подразбира некој да е убиен, некоја висока политичка личност од политички причини. Уствари не се ни убиени возилата, ранети се. Тоа, тие штети се санираат, не експлодираат, не, ова се санираат. Може некој ги запалил од тамо, од внатре, ги убедил, дечки, дај бе, бугарска амбасада сме, дај малце по некои ексклузивни возила да купиме, пубај, шо ова нешто, витари, митари, сузуки, музуки, дајте нешто да купиме, појако, порепрезентативно да ни биде паркирано тука на тротоар, непрописно, на сам коловоз. Нешто пода, луѓево да гледаат дека е тоа бугарски лимузини, не тамо сузуки, музуки. И им викал, дајте нови, не бе, какви нови, сега ние ќе се трошиме за не, сега ги видите. Жк, ај сега морате да купите нови. Ни таа опција не се разгледува. Ништо од таа не се разгледува. Али не, битно владата, Мицкоски, тие го нарача. Тие го нарачале, полење. Замислете го Мицкоски да му каже на некој, иди запали ги возилава пред бугарски конзулат. Па тоа не знам човек на
Мислам, секој нормален човек, не знам на колку други да е тоа, нема да му текне да го нареди ако е на позиција на моќ. Но, како што ви кажав, бугарите секојаш глумат улога на жртва и ваквите ситуации ги користат за да го појачаат, да го засилат плачот. Посилно да врескаат за да ги чујат у Европска Унија. А овие секако ќе ги чујат. Али што е вистината, нели? Унапред се кажуе. Мотивите унапред, они све знаат. А тој вчера приведен што ги запалил. Значи уште никој ништо не знае. Го сослушуваат таму у полиција, немаат појма. Се втора работа. Дечки и девојки, ние сме македонци. Македонците имаат историска одговорност, аманет од славните прадедовци, прабаби, прадедовци, прабаби. Големи војсководци, државници, имаат аманет да играат на големо, да не се занимаваме ние со ситни работи, само да им даваме адути, кецови на Бугариево рака. Шо сме запалиле 2 возила или некој запалил 2 возила на бугарскава амбасада. Големи јајца од ној. И по тоа ќе видите дека нема логика целата работа, дека зад неја стоела државата. Треба да си стварно ретардиран да играш на толку ситно. Знаеки дека со тоа им ги даваш адутите у рука на Бугарија. Тотално нема логика. Ние секојаш треба да ја гледаме, зашто сме македонци, треба да ја гледаме големата слика. Како на големо, како да одиграш, да ја преземеш играта од противникот, да ја преземеш иницијативата, да му даеш 3 гола. Шо е тоа палење на возила? Везе нема. Везе нема. Ке ги однесат кај аутомеханичар. Може кај прце ке ги однесат. Прце ке им ги направи топ. Нема ни да се примети дека биле запалени. Па прце го спомнам. Секојаш на Бугарија ако ми текне, на прце ми текне. Крадец еден мамец. Навистина нема потреба да им се полни устата со муабети, со ситни аргументи, на копилиња фашистички, како што оној Андреј Ангел. Од вчера 35 видеа има направено кај што паламуди за запалените возила на амбасада бугарска. Па тука да ги читате коментарите доле. На бугариве и бугарашиве од тука. Па тоа е бре, коса на глава ќе ви се исправи, освен кај мене. Кај мене нема да се исправи. Нема што да се исправи. Мислам, нема што на главата да ми се исправи. Мислам, на оваа глава нема што да се исправи. Знаете ли какви коментари се тоа? Зашто да им ја пуниме устата? Ние сме на праведната страна, на вистинската, вистината е во наши раце. Само треба да одиграме така, таа кога тогаш да излезе на видело. А секогаш ќе излезе вистината на видело. Само
за неа треба да платиме помала или повисока цена. Ама ќе излезе. Кога тогаш? Треба да бидеме трпеливи и многу мудри. Многу мудри. За некои работи, што можеш да ги направиш, не мора никој да те знае. Така работат вистинските силни држави кои што ги штитат националните интереси. Затоа ви кажувам, овој акт вандалски нема никакви допирни точки со власта или со оваа држава. Никакви. Никој не е толку глупав тоа да го направи на тој начин така. Особено што ништо со тоа нема да постигне. Само ви кажам што ќе постигне. Само ќе им даде поише причини на фашизоиднине од Софија да паламудат, да цивкаат и да плачат пред светот и пред Европска унија. Секогаш се игра, уствари, не само што сега, секогаш мора да се размислува на големо. На големо, на широко, на голем потез. Потез што може да ја реши партијата у твоја корист. Какви други потези ќе одиграш предходно за да дојдеш до тој главниот шахмат, зависи од стратегија, од тактика, од државничка мудрост, од геостратешка проникливост, како да кажам, лукавост. А ние сме македонци, ние мора така да играме. Мали, како народ, како држава, а да влечеме големи потези. Непредвидливи потези. Палење на возила не ни брка работа. Али непредвидливи потези, потези во сенка, никој да не знае да. Тоа да. Отивака само ги осилуваме. Тој од Велес бугарашот, условно што го судија, па го гледам джавка нешто, јаде говна. Пак јаде говна. Па дека пред 45-та немало македонци, имало само бугари. Шо да му правиш на него? Можеш многу нешто да му направиш, мислам. Некој може ќе му се свиѓаат нешто ако му ги направиш. Поима нем, не знаеш шо афинитети има. Добро. Па джавка. Сите джавкаат. Јоте, исто. Ова е чина. Ова е веќе напад на дипломатската мисија. Леле, колку јако Јоте го кажува тоа е. Јајцата да ти се наежат, кој ќе го прочиташ тоа во наслов на некој бугарашки портал. Ова е напад на дипломатската мисија. Баш да видиме кој ја нападнал, ете го фатија престапникот. Шо ако се утврди дека има, само прашувам, шо ако се утврди дека тој има бугарски пасош, шо правиме тогаш? Дека е некој од вашите, шо правиме тогаш? Ке се извините? Или уште ќе биде тоа напад на Македонија врз дипломатската мисија на Бугарија? Коментарите, доле да им ги читаш на тие бугарашките портали, тој Ангел Копилето фашизоидно, да им ги читаш. Кај ќе нашле македонци у Бугарија на улица да ги шамарале, да ги тепале, да ова... Не е дека говор на омраза само од тука доаѓа. Од тамо нема ништо. Тамо се сите светци. Нема ни курви тамо. У Бугарија. Сите се девици, ја ви гарантирам. Тоа се глупости што вие мислите дека Бугарија има
има курви и вакви и порочни луѓе, криминални умови, фалсификатори на пари, на историја, крадачи на коли. Нема бе. Няма такова нешто в Българија. Сите се девици и светци. Еден куп наши македонци никад колите не си ги најдоа у Бугарија, шо идеа шо им ги спокрадоа, овие за 2 запалени возила джавкаат, цел свет ги дознадат. Само на мои блиски 3 знам, што никад не си ги вратија возилата. Отидени у Бугарија, кој на одмор, кој по некоја работа, кој по. Од паркинг на хотел, кај што треба да е обезбеден видеонадзор, кур колата више. Не ја виде. Еве си у Европска унија. Да ти на времето да се посереш од страф ако требаше да менјаш пари за левови. Ги зимаш левоите и на прво отварање вако купче кој ти ги дава да ги овакво, ги броиш тука, окей. Идеш малце после 5-10 минути, па ги зимаш нешто, гледаш бојава испарила. Од пари, харти и останале како ко тоалетна. Не заебајте. Човек, ова и од професијава моја ви го кажувам, никогаш нема да биде фалшив, никогаш нема да делува фалшно, лажно, неавтентично. Ако цврсто верува во себе, во својата вистина, и ако цврсто стои на своите ставови. Ама пред се е верувањето. Да знаеш добро шо правиш и да се знаеш себе си добро. Така се гради самодоверба, така секој ќе ти поверува кога тогаш. Лагата нема голем рок на траење. Тоа барем бугарите добро го знаат. Затоа често менјале дресови, страни, од една крајност од друга. Од фашизам у комунизам. Директ. Нема проблем. Треба да ги играме, да играме со нашите аргументи што се. Не да се занимаваме на ситно. Пилјарски, не икем да се навредат пилјарите. А не пилјарски математики. На крупно, на големо. Никој нема тогаш да му оставиш на никој простор, гъзот ќе ти биде секојаш покриен. И на никој нема да му оставиш простор да плука по твојот газ. Тоа е начинот само. Нема друг начин. Какви човече, говорно. Добра, наши веројатно и они тоа истото го бележат, све нашиве служби, апропо нивниот говор на омраза. Кој што е стварно епски. Епски. И замислете, одликата на психопатот е секогаш, особено не психопат што ја користи техниката gaslighting за манипулација. Неговата стратегија на психопатските режими, држави, влади, поединци е секогаш неговата мета, неговиот таргет, неговата жртва, секогаш таа да се осети дека е виновна.
таа секогаш да почне да мисли дека таа на вистина е виновна, затоа што овој е незадоволен психопатов со неа. Да поверува дека вистина во неа е кривицата, а не во тој психопатот. Тоа е вештината на манипулирање на големите психопати. Особено ние кои што прават познатата техника gaslighting, што ја викаат. Тоа истото го прави Бугарија во однос на Македонија. Они се жртвата. Ние сме тие кои правиме ова, правиме она, говори на омраза, вамо, тамо, фризираме историја, фризираме ова, фризираме она, лажеме, крадеме, имаме големи носе, ова, вама, тама. Никогаш они не се виновни. Секогаш е тоа еднострано. Затоа не треба да им влагаме у положение. Никогаш. Треба да излеземе од тој токсичен однос. Единствениот начин да излезеш од тој маѓепсан круг што го создал психопатот во однос на тебе како жртва е да ги прекинеш контактите, да се тргнеш од него. За наш превод и за наше општо добро, ние треба да ги прекинеме затоа односот со нашиот непријател, манипулатор. Затоа треба да ги прекинеме дипломатските односи со Бугарија. Не треба да бидеме дел од тој токсичен однос. Они постојано бараат нешто од нас. А ние, дури и да делумно за некои работи отстапуваме, им викаме не, за други работи им играме. А тоа е доволно психопатот да продолжи со својата стратегија. Што сакам да кажам? Ако ние викаме не за бугарите во уставот, а оваа влада резолутно кажува не за бугарите во уставот, под уцени ултиматум, а од друга страна ја одржува у живот тие историски комисии што треба да паламудат меѓу себе Чифе, Гоце Делчев, чија историјата и така натаму. Значи, ние уште прифаќаме да играме по желба на нашите манипулатори, уценувачи и така натаму, тоа е Бугарија. Затоа се прекинуваат секој однос во случајов дипломатски со таа држава. И нивниот амбасадор тукашен се прогласува за персона нон грата или се истерува од Македонија. Токму затоа да се прекине тој токсичен однос, да поминат извесен временски период, за секој овде да ја свати големината на манипулацијата што ја правил нашиот непријател кон нас. Токсичниот партнер што ја правил кон нас. Мора да се тргнеш да направиш таа дистанца временска, просторна, за да сватиш во какво лудило си живеел. Дека си живеел во неговиот психопатски, патолошко нарцисоиден круг, во неговите нарцисоидни, патолошки, психопатски желби, потреби, амбиции, за да сватиш дека си бил под негова контрола. Мора да ги прекинеш сите односи. Многу е просто, од психологија па до не знам, политика и така натаму и така. Многу е просто. А освен тоа, еден таков потек ќе биде страотно позитивен за нас и непредвидлив во очите на светот, во очите на јавноста, на светската, на европската јавност. Така најубаво им плескаш у лице на сите дека има сериозен проблем
наметнат, насилно, силечиски, кој што ние сме спремни да одиме до тама да го прекинеме толку радикално, толку нагло. Што им кажеш на сите дека ти знаеш шо преиш. Знаеш кој си, знаеш шо си. Дека повеќе не учествуваш у нивните манипулаторски срања. Дека не кеш да бидеш веќе дел од нивната, под нивна контрола. Шрафче, шо они го завртуваат и одвртуваат кога им текне и како им текне. Така си игра на големи потези, не на палење на возила. Пак ќе кажам. Да им даваш право да јадат говно. Па да глумат улога на жртва. Па да цвикаат, да плачат, да кукаат, леле, тие македонци. Тито питекуси не викаат. Усите се им е тоа најмодерно. Тито питеки. Веројатно тоа значи Тито питеку, значи не споредуваат со никоја овој примитивен предок на човекот кој што итн. Нели? Метафора синонимна Аустралопитекус, Питекантропус, Тито питекус. Тито угъс мајка да ви ебе ако може. Ти ангел, мангел, вангел, вранглер, пичку матерно. Симе тоа најново, ако тоа им значи тоа, веројатно тоа им значи Тито питеки. Леле, кој ни кажа? Ете, тоа е генерално. Не знам колку се согласувате со мене. Ама знаете, тоа се шок терапии. Или ако сакате антишок инекции. Играш, 30 и кусур години те научиле дека така играш, циле миле, ај вака, ај онака, ај ке направиме ова, па не правиме, ај ама ние нашето аспирации се познати тамо и тамо, ние сепа, не бе, еднаш да им ја залепиш неочекувано, шлака, ама чекај како, нема, тоа е, прекинуеш однос, чак, правиш други работи, рецимо, право на Јас стојам за тоа, без разлика колку се слагаат од власта со мене или не. Право на еден пасош, едно државјанство. Или како што у Словенија, прво државјанство да ти биде македонско. После ти ако сакаш зимај. Не знам какви пасоши. Ама државјанин прво македонско. А најубаво е така. Океј, имаш друг пасош, немаш право, имаш друго државјанство, немаш право на македонско. Или, уште пуба адхок, пошто е ситуацијата со бугарите таква со Бугарија, во таква ситуација се наоѓаме, по такви закани се наоѓаме, по таков притиск се наоѓаме од нив, по такви уцени ултиматуми, адхок. Сакаш бугарски пасош? Имај си го, ама истиот момент го губиш правото на македонското државјанство. Адхок, само за Бугарија. Пошто е ситуацијата таква, многу е сложена, многу е гадна, многу е зебана. Исто, без разлика. Како што сум за тоа, не можеш да обавуваш висока државничка функција да имаш бугарски пасош во една ваква ситуација. Да е некоја друга ситуација, пример, да е, појма немам, да сме у супер односи со Бугарија, окей, имај, ако сакаш, ива. Ама во оваа ситуација, јок, не можеш да бидеш министар, не можеш да бидеш висок представник на Македонија било, не можеш во ваква ситуација. На многу работи треба да се внимава, да внимаваме. На многу работи. Оти комплексен е контекстот у кој што живееме. Опасностите што ни се закануваат.
Ние сме имале говор на омраза. Секој тие џукели, нивни поранешни, сегашни европратеници, политичари, парламентарци, лидери на некој партии тамо, главнава партија што е на власт. Значи, отворено ти кажува, у секоја прилика, кај што има ти кажува, дека Бугарија била, дека Македонија била и ќе биде бугарска. Има ли поголем говор на омраз, шовинизам од тој? И они се у Европска Унија. Многу ја сгрешивме за некои работи. И допрва ви кажав еднаш едно поранешно видео. Допрва ќе плачеме, еве Европска Унија најави ден пред да се случи големото ракетирање на Киев, најави дека Украина и Молдавија конечно ќе бидат викнати да потпишат отварање на преговори. Еј, Украина, што е под страот на офанзива у моментов, значи, која беше вчера, завчера, партал Путин го направи Киев. Некогашната руска престолнина е па падна више тоа у вода. Дема кајде до сега почитувавме, правевме, него ракетиравме Киев така. Партал. Па го гаѓаа со орешници. Овој пат неколку ракети орешник. Земја што е у, како да ви кажам, пред колапс. Што има буквално одземено територија, 20 кусур посто од Русија, веќе не е во посет на Украина. Тоа е веќе руска територија, што нема никогаш Русија да ја врати повеќе на Украина, вклучувајќи го Крим. Таква земја која што е усред руска офанзива, овакво ќе викнеш на отпочнување на преговори за влез у Унијата, а Македонија ќе уценуваш да отвора, да менува устав за да пушта јаничари кои што се пишале дека се македонци кои што се пишале бугари да ги впишува како државотворен народ во устав. Па каков удар, каков шамар е тоа за нас? Ако вистина се случи, а ќе се случи. Може би затоа и почна оваа офанзива и на Киев вчера, после тие најави на Европската Унија. Може тоа сака да им порача Путин на овие. Кај ќе ги викат у Европска Унија? Ни тама више не смеа да дојдат. Доека не ги денацифицираме, или како го викаат они тоа, денацификација. Го гледав интервјуто на овој новинаров руски Соловјев, како се вика. Па некој британски или американски новинар беше. Абе, лекција им одржа. Вика, не смеете да не очекувате дека нема да... Не смеете да не очекувате дека ќе употребиме нуклеарно оружје. Бидете сигурни дека ќе употребиме. Овој му вика, зошто? Како вика, зошто? Затоа што вика, вие не само што им давате оружје на украинците, кои што патем цинично го нарекувате украинско оружје. Не само што им го давате оружјето, вие им давате координати, вие преку сателити им ги наведувате ракетите да удираат на руските градови. Да убиваат, вика, девојки, деца. Дали, вика, вие мислите дека во таков случај ние не ве сметаме вас за директни непријатели? Дали мислите дека ние сепак нема да се одмаздиме на вас? Дали сте, вика, сериозни? Are you serious, му вика? Дали сте сериозни дека мислите дека немаме за вас смислено одмазда и одговор? Многу се лажете. Вака му го кажа тоа директ у фаца. Ој го гледа, нема што да му каже новинаров. Нема, вика, да може тоа да ви помине. Вие сте, вика, директно вплеткани во непријателските дејства кон Русија. Ништо, вика, не научивте од историјата и тоа му го кажа. А она што треба, вика, да го научите од историјата, ова јас го кажувам, што треба да го научат од историјата, е дека Русија се одмаздува. Страотно. Никогаш никого што ја нападнал не го оставила да не помине одмазден.
тоест да не се одмазди врз него. Вика, вие заборавате историјата, сакаше да им каже, консултирајте се со германциве. Прашајте ги како побина кој им влегоа у Берлин 45-та. И кога го поминаа војските Гдајнск, Полска и кога влега у Германија. Дали сте, вика, вие нормални да мислите дека ќе останеме ние без одговор кон вас? Па ние до сега, вика, само ве опоменуваме и ве опоменуваме. Секој што го опоменуваме, ако не се свестил, го добива по грзот, тоа му го кажу меѓу редови. И замислете каков срам ќе биде тоа една ваква ситуација, Македонија како ја оценуваат, за влез у Унијата, а Украина да ја поканат да ги отпочне преговорите. Да мислете го, тој цинизам не биде. Ама изгледа нема да мора ни да го замислуете, пошто многу брзо и ќе се случи. Ајде, не го тупам, се гледаме.